sonce, za tebe vreme, so tebe smeni celio svet. Učíme zborovi na svite jazyci, so svite deca o celio svet, o celio svet. Učeno sonce, za tebe vreme, so tebe smeni celio svet. Učíme zborovi na svite jazyci, so svite deca o celio svet, so svite deca o celio svet. Здраво, здраво, дечки, добродојавте во нашата прва емисија Волшебно сонце. А сега да те прашам, зошто се вика емисијата Волшебно сонце? Емисијата се вика токму така, затоа што сите растеме под едно исто сонце и зборуваме различни странски јазици. Во нашата емисија ќе ги изучуваме англискиот и германскиот јазик. Тоа ќе го направиме преку квиз, каде што ќе играме 3 игри. Првата игра се вика фудбал, втората измешани зборови, а во третата игра ќе слушнеме текст. Темата на нашата денешна емисија е поздравување. Па ајде да се запознаеме со нашите учесници. Ich heiße Sarah und das ist meine Gruppe. Hallo, ich heiße Elena und ich lerne in Stivnaumov. Ich bin 12 Jahre alt. Hallo, ich heiße Christina, ich bin 12 Jahre alt und ich lerne in Stivnaumov. Hallo Elena und Christina. Das war meine Gruppe. My name is Christina and this is my group. Hello, my name is Ivana, I'm 12 years old and I study at school Stivnaumov. Hello, my name is Victor, I'm 13 years old and I study at Elpida Karamandi School. А сега можеме да започнеме со првата игра. Во првата игра ќе играме фудбал, но не на стадион, туку на табла со зборови. Имаме едно мало топче со кое што ќе ги одбираме играчите. Тие треба да одговорат точно на поставените прашања. Сара, да знаеш дека доколку мојата екипа одговори 3 пати точно, ќе постигне гол. Повеќе мислам дека ако одговорат 3 грешни прашања ќе си постават автогол и мојата екипа ќе добие 1 поен. Ајде да видиме. Ајде да започнеме со првата игра. Полека како му дофрлаш? Браво. Нема гајде. Ајде ти да ми ја преведиш реченицата што правиш. What are you doing? Yes! Еден реков? гол. Добар почеток. Победи. Ајде да видиме твојата екипа. Како се вика на германски се гледаме подоцна? Не знам. Сепак, Ќе биде подобро. Ќе видиме. Сега да видам колку знаат твоите. Прашање за тебе. Ова е многу тешко. Како се вели за јадам во прво лице еднина? I eat. Точен одговор. Знаев. Продолжуваме понатаму. Близко сме до целта. Се надевам дека ќе биде подобро и кај нас. Како се кажува на германски, јас се викам Теона. Ich heiße Teona. Точен одговор, конечно за нас. Ајде. Повели сега да видам мојата екипа. Одиме понатаму. Добар кошаркар. Зато сега ќе ми кажеш како се вели на англиски и јас сум кошаркар. I'm a basketball player. Точно. Сепак, ние веќе постигнавме еден гол. Браво за вашата екипа. Сега е 1-0, а со надеж дека и нашата брзо ќе изравни. Како се кажува хајсен во прво лице еднина? Heiße. Точно. Точно е. Уште еден гол за нас. И ние сме близко до првиот гол. Тука сме, ќе видиме. Одиме понатаму. Одговори ми на прашањето. Кои две значења ги има глаголот play? Не знам. Ништо. Во водство сме. Автогол. Се движиме. Повели Христина, твоја ред. Wie heißt die Hauptstadt von Deutschland? Убо изговори? Точно изговори. Die Hauptstadt von Deutschland ist... Ајде, географија учите на училиште. Ајде да ме видиме сега. Нема Нема кажување. консултирање, нема... Побрзо времето истекува. Не е грешен одговор. Грешен.
Близко сме повторно до автоголот, односно се враќаме еден гол назад. Односно, ќе го постигнете за малку, ама ајде. Сега, мојата екипа е заборавена. Мој редот, зашто се брзаш толку. Едно прашање добро за тебе. Именувај ми го глаголот лев во второ лице еднина. Ај... Не знам. Не знаеш? Како? Уште еден автогол. Ништо. Уште еден автогол, дечки. Близко сме до изравнување. Твој редот. Што значи во превод глаголот вонен? Живее. Точно. Точно, Сара. Близко сме до голот повторно ние. Одиме понатаму. Лесно да е ова прашање. Треба да победиме. И нас не треба гол. Преведи ми ја реченицата какво е времето на англиски јазик. How is the weather outside? Точно. Добро. Ајде. Твој редот. Која е заменката за второ лице множина? Точно. Точен Не. одговор. За второ лице Множина. А па Грешен речено одговор. пополека, значи грешен одговор. Вие си постигнувате... Кај? Ние, јас ги пишувам. Ајде, напиши си. Наредниот пат добро да слушате. Полека. Одиме понатаму. Некој добро прашање да најдем за да можеме да победиме. Сега намерно тешко ќе биде. How many months are there in a year? 12. Right? Yes! Дали беше добар изговорот? Супер беше. Повели? Сигурно. Сега паси добро. Како се изговара глаголот шпилен во трето лице еднина? Шпилен глагол. Шпил. Точно. Сепак знае ли германски? Ајде уште еден точен одговор за да можеме и ние да поставиме гол. Мој редот. Зашто се брзаш толку? Многу се брзам за да победам, не знам вака денес. Победата се достигнува полека, но сигурно. За тебе прашањето. Кажи ми го глаголот break во трето лице еднина. Break. Не, грешен одговор. Breaks е точниот одговор. Уште еден автогол за вас. Дали тоа значи дека ние постигнуваме гол? Да! И изравнуваме. Еден. Но се уште е рано за победа или за загуба. Повелим? Како се изговара глаголот комен во второ лице множина? Ihr kommt. Точно, 2-1. Точно. Мислам дека победата се гледа. Ајде, дечки, сега мислете, биете добро сконцентрирани. Нема да можат, зашто ќе им поставам тешко прашање. Ајде да видиме. Што значи во превод зборот door? Врата. Воопшто не беше тешко и ние постигнуваме гол. Требаше да додам на потешко прашање. Требаше, но сепак. Ке видиме сега. Поен за нас. Ајде, девојки. Ајде сега. Како се изговара чао на германски јазик? Tschüss. Точно. Лесно е ова, повели. Постигни еден гол. Немаме повеќе простор. Од многу. Одиме понатаму. Како ќе кажеш на англиски, ми се допаѓа оваа песна? I like this song. Значи, одиме повторно. Нов гол. Како ги кажеш извини на германски? Ајде. А, сега да ме видам? Знаете, девојки, ајде. Ајде. Времето истекува. И ништо. Значи, ние повторно постигнуваме гол. Морам да ги спасам девојките, за да бидеме победници. Ајде сега. Трите раце добро. Едно тешко прашање. Кажи ми го глаголот watch во второ лице множина. Ајде. You... Знаеш ли? You're watching? Грешно. По сегашно. Добро, во сегашно време. Дали тоа ќе го прифатиме како точен одговор? Тоа колку се согласи цела екипа. Се согласувате или? Ајде!
ќе го прифатиме. Ќе го прифатиме. Ама види, ти не зеде во обзир дека ние победуваме веќе. Во наредната игра мислам дека сигурно ќе бидеме победници, иако ова не е крајот. Но во оваа екипа, мојата е победничка. Браво за твојата екипа, Христина. А наредната игра, мислам дека треба добро да се подготвите за да ги победите моите девојки. Ќе видиме. Јас Сара си ги запишав своите поени, а ти сега можеш да ги објасниш правилата. Тоа беа заслужени поени. Правилата за втората игра се многу едноставни. На екранот ќе се прикажат измешани зборови со кои треба да се формира реченица. Победничката екипа започнува. Ајде, Виктор, можеш да започнеш да ја решаваш реченицата. Зборовите се from, you, are, where. Where are you from? Браво, тоа е точен одговор. Where are you from? И добиваш 1 поен за точно одговорена реченица. Ајде сега Ивана. From, I, Germany, am. I am from Germany. Така е. I am from Germany. Sleep, I should now. Ајде, Виктор. I should sleep now. Браво, бе, деца, се си знае. Know, you, him, do. Do you know him? Браво, Ивана. Веќе 4 точно одговорени реченици. Ова е малку потешка, но сепак се надевам дека ќе се снајде. Tell me you where can is center the. Ајде, немој да брзаш. Добро сконцентрирај се. Знаеш или не знаеш? Времето истекува. No. Добро. Ништо. Грешен одговор. Еве, Сара, да не речиш дека се знатата. Точниот одговор е Can you tell me where is the center? Ајде, Ивана, сега ти. Значи, зборовите се live, born, was, now, in Битола, I, London, but, in. Размисли добро, сега немој да се брзаш. I live in Bitola, but I was born in London. Не пропушти неколку зборови, па грешна ќе биде реченица. Точниот одговор е I was born in Bitola, but now I live in London. Ајде сега, Виктор, ти се надевам ќе бидеш подобар. Зборовите се friend, is, name, my, this, Phil, my, and is Justin. My name is Phil and this is my friend Justin. Браво! Точен одговор. Сега, Ивана, ти е твој редот. Nice, you, meet, is, to, it's. It is nice to meet you. Да видиме. Да, тоа е точниот одговор. It is nice to meet you. Следната реченица. Is Linda 17? My old years I am and. Ова е малку подолга реченица, но сепак ќе се снајдиш. Барем така мислам. Побрзо времето истекува. I'm Linda and my old... Ништо. Значи, одговорот е грешен. Точниот одговор е My name is Linda and I'm 70 years old. Зборовите се I, you, to, want, someone to introduce. I want to introduce you to someone. Да видиме дали е точен одговорот. I want to introduce you to someone. Да, тоа е точен одговор. И во оваа игра, значи, вие имате 3 грешни одговори, а сега ти е тебе редот, Сара, да видиме твојата екипа како ќе се покаже.
Се надевам дека моите играчи ќе бидат подобри и ќе успеат да го подобрат резултатот од оној кој што вие го постигнавте. Ајде. Ајде одиме со првата реченица. Кој сака да одговара? Повели. Значи, зборовите се: Hallo, du, neu, bist hier. Hallo, bist du neu hier? Да видиме. Точно. Hallo, bist du neu hier. Точно е реченицата, еден поен за нас. Одиме понатаму. Зборовите се: Name, mein, Tobias, ist. Mein Name ist Tobias. Точна реченица. Mein Name ist Tobias. Уште еден поен за мојата екипа. Трет. Du, mir, spielen, mit, möchtest. Размисли добро за реченицата. Möchtest du mit mir spielen? Ајде да видиме дали е точна. Точно. Möchtest du mit mir spielen? Уште еден поен за мојата екипа. Добро напредуваме. Ова е една малку потешка реченица, но се надевам дека ќе ја изработите. Wohnst in, du, ich, wohne, Berlin, wo? Ich wohne in Berlin. Wo wohnst du? Ајде да видиме. Точно, ова реченица е исто така точна. Одиме понатаму. Aus, komme, ich, Italien. Ich komme aus Italien. Браво! Ова е исто така точна реченица. Ich komme aus Italien. Мислам дека победникот е доста добро видлив, Кристина. Но сепак одиме понатаму. Und Deutsch, Englisch, ich lerne. Ich lerne Deutsch und Englisch. Да видиме. Реченицата е точна. Ich lerne Deutsch und Englisch. 6 точни одговори за нашата екипа. Одиме понатаму, имаме уште 4 реченици. Ова е една од потешките. Spricht, aber, meine, lernt. Sie, Mutter, Italienisch, gern, Englisch, etwas. Добро размислете. Може би овој ќе биде првиот грешен одговор? Девојки, дали го знаете одговорот? Meine Mutter spricht gern Italienisch, aber sie lernt Englisch etwas. Да видиме дали е. За жал, не е точна реченицата. Правилната реченица гласи: Meine Mutter spricht etwas Italienisch, aber sie lernt gern Englisch. За жал, ова е нашиот прв грешен одговор, но сепак се уште не е решено се. Одиме понатаму. Woher du und wohnst, kommst du wo? Ова е лесна реченица. Woher kommst du und wo wohnst du? Да видиме. Точно, реченицата е точна. Woher kommst du und wo wohnst du? Уште еден поен за нашата екипа. И одиме, мислам дека со последната реченица. Dein ist alt Vater wie? Wie alt ist dein Vater? Ајде да видиме. Точно. Wie alt ist dein Vater? Уште еден точен поен, но сме имали уште една реченица, погрешно бројам. Одиме со последната реченица. Alt ist 13, kommt beste aus Jahre, Japan, Freundin und meine. Meine beste Freundin ist 13 und kommt und ist 13 Jahre alt und kommt
Дали ќе можеш уште еднаш одмah да ја кажеш како што треба реченицата во правилен редослед? Потруди се. Meine beste Freunde ist 13 Jahre alt und kommt aus Japan. Ајде да видиме. Точно! Meine beste Freundin kommt aus Japan und ist 13 Jahre alt. Значи реченицата е правилно кажана, но во погрешен редослед. Тоа нема да го земеме во предвид, затоа што има und помеѓу речениците и ова ќе го сметаме за точен одговор и победничката екипа е мојата екипа. Браво! И веднаш ќе запишам дека ние сме победници на оваа екипа. Ништо, дечки, повеќе среќа во следната игра. Резултатот е 1:1, па оваа игра е решавачка игра. Во оваа игра ќе читаме текст каде што учениците треба да одговарат на поставените прашања. Победничката екипа од претходната игра е германската, па затоа тие најпрво ќе го слушнат текстот, а потоа јас ќе им поставам прашање. Ајде да започнеме со читање на текстот. Das sind wir. Тоа сме ние. Ein Interview. Entschuldigung, ich heiße Lena und habe ein paar Fragen. Ich bin Reporterin bei der Schülerzeitung Blitz und mache Interviews mit Mitschülern. Ist das okay? Ja klar, aber ich spreche noch nicht gut Deutsch. Das macht nichts. Wohnst du hier? Ja, ich wohne hier in München, aber noch nicht so lange. Ich komme aus Toulouse. Das ist in Frankreich. Du kommst aus Frankreich? Aha, das ist ja interessant. Wie heißt du denn? Maurice. Sag mal, wie alt bist du, Maurice? Ich bin 14. Und was machst du in deiner Freizeit? Wie bitte? Ich verstehe nicht. Was machst du gern? Hast du Hobbys? Ach, ich verstehe. Ja, ich male und spiele Fußball und Ping-Pong. Ping-Pong? Du meinst, du lernst Deutsch mit Ping-Pong? Mit Ping-Pong? Nein. Warum? Ping-Pong ist doch ein Ball. Ach so, du spielst Tischtennis. In Deutschland sagen wir auch Tischtennis. Spielst du auch Basketball? Nein, tut mir leid. Ach, das macht nichts. Was machst du in den Ferien, Maurice? In den Ferien bin ich bei meiner Oma in Rom. Super. Na dann, viel Spaß, Maurice. Und danke für das Interview. Tschüss. Tschüss. Ова беше текстот, се надевам дека го разбравте, а сега Христина ќе ви ги постави прашањата на аналогниот текст. Maurice ist 14 Jahre alt und wohnt in Toulouse. Треба да одговорите со точно и грешно. Richtig oder falsch? Falsch. Точен одговор. Das war eine richtige Antwort. Еден поен за нас за точниот одговор. Maurice spricht nicht so gut Deutsch. Richtig. Точен одговор. Точен одговор. Браво, дечки. Уште еден поен за мојата екипа. Lena hat eine Oma in Italien. Falsch. Точен одговор. Das war eine richtige Antwort. Тоа беше еден точен одговор и уште еден поен за мојата екипа. Maurice lernt Deutsch mit Ping-Pong. Falsch. Точен одговор. Точен одговор. Браво, девојки. Браво. Вие добро ви внимававте и имате 4 точни одговори. А сега да видиме мојата екипа колку добро ќе ме саслуша. My name's John. I live in Birmingham, but I wasn't born in England. I was born in Brisbane, Australia. We moved to England 2 years ago when my dad got a new job. I didn't want to leave Australia. I had a great life there. I had lots of friends and we went to the beach almost every day after school. I loved surfing and the weather was great. I didn't like it in England when we first arrived. I didn't have any friends. All my friends were on the other side of the world. It was also winter, so the weather wasn't very nice. It was really cold and it rained all the time. I felt very lonely and I just wanted to go back to Australia.
Things got better when I started school. There was an Australian soap opera on TV called Home and Away, and all the kids at school watched it. They thought that my Australian accent was really cool, so I soon made lots of friends. Now I like it here. Birmingham's a great city. I can't go to the beach after school, but I go windsurfing with my friends every weekend. I still miss the Australian weather though. Тоа беше текстот, а сега јас ќе ви ги поставам прашањата. Прво прашање. John was born in the USA. True or false? Ајде, размислувајте. False. Точен одговор. Браво. Second question. His family moved to England when he was a baby. False. Точен одговор. Браво. He wanted to stay in Australia. Точно изговори? Да. Супер изговор. True. True. Точен одговор. И последното прашање, може би ќе биде нарешено. Може. They arrived in England in July. Ајде се. Точен Точен одговор. одговор. Сега сме нерешено и затоа одиме на екстра прашање. Најпрво ќе добијат твојата екипа прашање. Морис Малт Герн. Фалш. Мислам дека Не, грешиш. грешка. Грешка. Ајде сега да видиме мојата екипа како ќе одговори. Може би повторно ќе биде нерешено. За вас решавачкото прашање е John doesn't like Birmingham. False. Точно, точен одговор. Точен Имаме одговор. победник во оваа игра и да ги напишеме поените. И мислам дека веќе го имаме и победникот на оваа емисија. Точно. Тоа е мојата англиска екипа. Браво, дечки. Вие девојки бевте исто така супер во денешната игра, но ни фалеше само малку да видиме победници. Наредниот пат се надевам дека ќе бидеме подобри. Му честитаме на англиската екипа за нивната победа. Тие одат директно во финале, а сара твојата екипа добива летен интензивен курс во Центар за странски јазици Волшебно сонце, на кој имате 50% попуст, па дечки се гледаме во јуни. А сега да го проследиме музичкиот блок пред да одјавиме емисијата. Heißt du, wie heißt du, wie heißt du? Ich heiße Lukas. Wie heißt du, wie heißt du, wie heißt du? Ich heiße Lina. Wie heißt du, wie heißt du, wie heißt du? Ich heiße Anna. Wie heißt du, wie heißt du, wie heißt du?
Ich heiße Tim. Wie heißt du, wie heißt du, wie heißt du? Ich heiße Sarah. Wie heißt du, wie heißt du, wie heißt du? Ich heiße Thomas. So site deca od celio свет. Се гледаме наредната сабота во исто време. Следете на нашата Facebook страна Волшебно сонце, каде што можете да се пријавувате за учество во емисијата. Се што треба да направите е да пратите порака со вашето име, возраст и во кој училиште учите. И можете да одберете во која група сакате да припаѓате. На Сара или моја, англиски или германски. Се гледаме наредната емисија. Чиз! Bye!